се штити никога не едном, туку да биде некој да може да ги користи благодетите на домот. Повели. Така ви благодарам. Најпрво би сакала да ви се заблагодарам за поканата. Навистина ме представува посебна чест и задоволство да бидам ваш прв гостин и ви посакувам успех во престојната сезона. Инаку согласно Законот за ученички стандард и правилникот и начинот за прием на учениците во јавните ученички домови во Република Македонија беше распишан конкурс за прием, а тој конкурс го распишува Министерството за образование и наука некаде кон крајот на март месец, почетокот на април. И согласно конкурсот се одредува бројот на ученици кои што може да конкурираат на конкурсот и по години на школување, прва, втора, трета и четврта. Инаку при конкурирањето учениците треба да запазат одредени критериуми за прием во ученичките домови и се запазува, значи, исто така успехот на учениците постигнат од претходните учебни години, освен оние што се запишуваат во прва година, се гледа целокупниот успех од постигнатиот успех во текот на нивното завршено основно образование. Дали овие ученици кои, за пример, бил минатата година втора година, сега треба да биде трета, има приоритет, односно останува во текот на целиот образовен процес додека е тука на училиште во вашиот дом? Или секоја година конкурира? Значи, учениците мора да конкурираат, секако конкурираат, меѓутоа имаат предност при приемот за наредната учебна година и со тоа што доколку некој ученик е упатен на поправен испит, им се чува местото до 31.8. Дали учениците, ако во текот на годината, додека се во домот, не задоволуваат одреден степен на да бидат, ајде сега согласно со куќен ред. Да, со куќниот ред, да не кажам нешто повеќе, значи дисциплината, ајде да го погадам. Значи според нивната дисциплина може да се случи да бидат, да не им се дозволи наредната година да бидат во домот. Секако, значи има правилник за изрекување на педагошки мерки. Учениците мора, не само учениците и вработените се однесуваат согласно со законот и согласно со актите кои што ги има донесено домот. Овде спаѓа правилник на куќен ред, има етички кодекси на однесување на ученици, на вработени, на родители кои што го посетуваат ученичкиот дом, така да секој мора да се придржува кон тие акти и доколку не го почитуваат, еве за учениците ме прашавте куќниот ред, им се изрекуваат педагошки мерки, им изрекување на педагошка мерка од одговорен воспитувач, од совет на воспитувачи и отстранување секако доколку има повторување на нарушување на дисциплината од страна на учениците, почесто нарушување или поголем прекршок доколку се направи, значи ученикот ти се отстранува од ученичкиот дом. Имавме ли минатата година, задоволни ли сте, како сте задоволни како директор од она како помина минатата година, односно како беше дисциплината, сигурно и од учењето на учениците? Па така, на почетокот на секоја учебна година, како минатата, така и ова, ги собираме учениците, секој воспитувач си ги собира своите ученици по воспитни групи. Секако имавме и состанок на ниво на дом, заедно со мене, на кој што им беа презентирани мерките, како треба да се однесуваат во согласно со актите на домот. И им беше кажано секое нарушување, дека ќе се следи секое нарушување на недолично однесување во спротивно со законот за ученичкиот дом, секако со актите на домот, дека учениците ќе бидат отстранети. Така да тие си се придржуваат кон кодексите на однесување и реално минатата година немавме некои посебни проблеми, сме задоволни во целина. Јас се надевам дека оваа година ќе продолжиме со такво темпо и со уште подобри ќе бидеме. Имате ли доволен број на вработени за да ги задоволите потребите, значи, на домот? Па имаме, значи излегуваме, можеме да ги задоволиме потребите, се координираме, имаме изготвено распоред за работно време за сите структури во ученичкиот дом, така да сега немаме некој посебен проблем. Да. Сме говореле во други емисии дека имало велес, сега ќе кажете вие дали годинава е, потреба од проширување на домот, значи поголем број на сместувачки капацитет. Дали е така, дали интересот исто продолжува или можеби ова е доволно? Па интересот е секогаш голем, од година на година интересот се повеќе се зголемува, имајќи го во предвид тоа што целосно финансирање е од страна на Министерството за образование и наука, учениците не плаќаат ништо. Значи единствено што они имаат трошок е од местото на живење до превозот до ученичкиот дом. Инаку сместувањето и храната е комплетно, значи, на товар на Министерството за образование и наука. Така да интересот е доста голем, се бара легло повеќе и
постои потреба и за проширување на капацитетите. Како го одржуваме домот, односно во каква кондиција годинава, вообичаено, нели, во оној летен вакацијски период ги завршувате сите оние работи околу белење, фарбање, сега болерисување, дезинфекција и што не, повелете. Така, значи во предпочетокот на учебната година, летниот период не бевме пасивни, напротив бевме доста активни. Ги извршивме сите потребни санации, молерисување, дезинфекција, дезинсекција, дератизација во домот. Беа променети голем дел од чешмите, од бољерите, од казанчињата, ги уредивме зелените површини на домот и беше извршено, значи, сите потребни активности согласно мерките од санитарната инспекција, така да мора тоа да биде на доста високо ниво. Сигурно дека голем акцент имате ставен на санитарните чворови, бидејќи барем по моје мислење тие највеќе страдаат во текот на учебната година. Така, значи ги следиме препораките од здравствената организација, така да на доста високо ниво, како што напоменав, мора да бидат тоалетите. При последната наша посета во вашиот дом, во домот каде што работите, видовме доле интересен простор, имате сосема пристојна, јас ќе речем, библиотека. Дали фондот кој го поседувате со книги е доволен или може би работите на нешто повеќе да се зголеми или сосема голема површина беше, значи тоа? Така, значи обновувањето на библиотечниот фонд континуирано го збогатуваме. Тоа ни е дел и од годишната програма и за оваа учебна година. Еве веќе пред една недела направивме збогатување на библиотечниот фонд, така да континуирано се зголемува. Се бара книга се повеќе и повеќе, како од лектира, така од белетристика, значи до историски. Во непосредна близина на библиотеката имате голема површина. Говоревме дека таа површина сепак за оваа година ќе подготвите и дали е подготвена и што ќе биде, ако може да кажеме. Па еве, може да кажеме, јас ќе откриеме на тајна. Ни престои патронен празник, денот на домот, 25 октомври. Така да по повод патрониот празник едниот ден, значи ќе биде искористен за отварање на пинг-понг сала. Моментално се работи таа сала, така да на свеченото отварање еве упатувам покана и до вас и до целата јавност кои што сакаат може да дојдат и да присуствуваат на отварањето. Значи новина во домот ќе биде пинг-понг сала. Па добро, пинг-понгот бил од време во ученичкиот дом Лазар Лазаревски, еден од главните спортови каде што сте неприкосновени барем и на оние игри на домијадите. Но ќе проговориме по тамошниот тек на емисијата и на таа тема. Патрониот празник го спомнавте. Како се подготвувате да го одбележите, дали нешто посебно или нормално работно? Секако, значи ќе се биде работно, ние работиме, ќе имаме едниот ден, секако ќе имаме положување нели на нашиот патрон оваа година и 70 години од смртта на Лазар Лазаревски. Од 20 како е загинато 25 октомври 1944, значи оваа година се навршуваат 70 години на неговата смрт, така да тоа одбележување ќе биде со положување на цвеќе на спомен костурницата, ќе имаме отварање на пинг-понг сала и моментално ја спремаме и една драматизација, меѓутоа за тоа накнано ќе бидете известени, а можеме само слободно да го кажеме, значи ќе биде во чест на паднатите за Македонија. Така, дали учениците, односно сите оние кои се во домот се вклучени во целата таа работа и како тоа го прифаќаат, нели, како воена активност, тоа им е во училиштето? Така, кај учениците постои интерес. И минатата учебна година, кога спремавме патронен празник и секако во многу други активности, учениците покажуваат интерес, како преку одржување на задолжителните занимања, така да голем број од учениците се вклучени и во оние наставни активности, во членување на голем број секции, така да сите активно вклучени ја постигнуваме саканата цел. И се трудиме да достигнеме она што ни е слоганот нели на домот, односно мотото, сите во акција за нов модерен и ефективен ученички дом. Годинава што изминува, но има уште до крајот, но сепак можеме да кажеме дека изминува, имавте низ активности со кои домот беше вклучен во разни акции. Засади дрво за мир, мислам дека беше една од акциите каде што имавте така интересно случување, повелете. Така, акцијата Засади дрво за мир, секако и ние бевме вклучени.
како добитници на зелено знаме од минатата учебна година, така да ги продолжуваме со низа акции. Една од тие акции беше акцијата, како што кажавте, Засади дрво за мир, и тоа се одржуваше, тоа е една интернационална кампања по повод денот на мирот на 21 септември, а кое што во Македонија, во нашата држава се спроведува преку програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Значи, засадивме дрвца, овде ни помогна и јавното комунално предпријатие Дирвен. Голема благодарност е до нив, што ни возможија, што добивме дрвца од нив и на тој начин учествувавме и после учеството добивме интернационален меѓународен сертификат од Фондацијата за еколошка едукација. Така. Ако режијата ме следи, може ова да го сертификатот, се работи за интересна работа. Го добива ли ова секој? Па, оние што ќе учествуваат, што ќе имаат храброст да учествуваат, ние сме во нашава држава единствен ученички дом што и повторно земавме учество на оваа акција. Се сеќавам далечната 1987, ако ме служи добро паметот, започна во Македонија една трка на мирот. Шричин Мој беше идеен творец на сета оваа работа, годинава учествувавте и вие на оваа трка, нешто што кога го видов ми направи лично голямо задоволство. Бев еден од првите луѓе кои учествувал на оваа трка и ова сега како навраќање во едно далечно минато ми враќа едни убави сеќавања. Кој учествуваше, како прифативте да бидете дел од сето ова? Така, значи голема благодарност до општина Велес, која што не покани да учествуваме на оваа трка за мир, а која што спомнавте има основано Шричин во далечно 1987 година, во која што се вклучени преку 10 милиони луѓе од 150 земји од светот и секоја втора година значи они трчаат патека долга 24.000 километри. А преку штафетната трка за мир, таа трка покрај учениците од средното образование, бевме и ние вклучени како ученички дом, кој што имаше за цел да го промовира меѓународниот мир, пријателството секако и разбирањето. Одлично се работи за манифестација која привлекува големо внимание, како што рековте, речи си во 90% државите во светот и мислам дека ова ќе остане на многу убава традиција. Урбаниот зет, нешто што привлече големо внимание, има младите можност, значи да ги покажат своите, ја ќе речем, цртачки способности. Се црташе таму на зидот горе во Насална, ние тука што живееме во средниот дел на градот, милуваме да кажем, се вклучивте и таму. Така, и таму бевме вклучени, повторно благодарение на општина Велес и градоначалникот на општина Велес, господинот магистр Славчо Чадиев. Секако да би спомнала и поддршката од председателот на Советот, господинот Александар Колев, кои што секогаш не вклучуваат во различни активности и за тоа упатувам јавна благодарност. Ова акција беше исто во реализација на општина Велес и Агенцијата за млади и спорт. Учениците имаа можност да изразат својата креативност со цртање на апстрактна композиција, со акрилни бои и сето тоа може да се види на улицата, значи на Благој Ѓорев, значи спрема трговскиот центар во градот. Урбаниот зид ќе го краси градот, на некој му се допаѓа повеќе, на некој помалку, нели нормално откусот, а што го краси ученичкиот дом ако не е дворот. Дворот последниве години кај вас добива еден нов лик, едно ново светло, колку внимание обрнувате, значи кога човек ќе дојде во ученичкиот дом, нели велиме, ќе го видите дворот во куќата и знаете каде влевате. Така, се обрнува внимание посебно и на дворот, значи како во ученичкиот дом, така и надвор, значи сликата се гледа и од надвор, како и ученичкиот дом и внатре, така да работиме постојано на подобрување на условите не само во домот внатре, туку и со зелените површини. Посадуваме, значи, цвеќиња, значи ги уредуваме зелените површини. Имаме исто планирано во годишната програма, значи за оваа учебна година, хортикултурно уредување. Мислам за тоа сепак ќе бидете известени и нели поканети. Така, тука и Деран исто секако ќе се вклучат. Исто и шумското може би исто ќе ни помогнат. Планираме да поставиме и клупи, да направиме една патека за учениците, така да ја мислам дека сликата за домот се поубаво и поубаво, да, ќе добива се подобар лик. Така, дали не може би нешто испуштивме, да кажеме, од дел од работите на домот или од она што не очекува за наредна, односно за престојната ученичка сезона, нормално?
активностите не запира, значи континуирано се вклучуваме во сите активности. Еве, минатата недела бевме вклучени во кампањата, значи почитувај ги правилата, почитувај ги животот. Така да таа кампања од владата на Република Македонија ја поддржавме таа кампања, сите ученици активно се вклучија, изработија слогани, така да со тоа учениците дадоа на знаење дека со почитување на правилата секако ќе има многу помалку жртви во сообраќајот и многу повеќе спасени човечки животи. Со оглед на тоа дека сум човек кој многу го сака спортот и многу често во Велес доаѓаат спортисти од страна, немаме некаков проблем браво од оние кои ги организираат големиот број на спортски манифестации околу она каде ќе бидат сместени спортистите. Во името на сите нив една голема благодарност што имате сенс да до сега мислам дека не се случило некој спортист кој требало да биде во Велес и кој што треба да биде сместен, да не биде сместен во домот. На што се должи тоа? Дали на добра соработка со општината, со спортските клубови или е тоа чисто од еден човечки аспект? Па така, значи триаголникот мора да постои спортски клубови, ученички дом и општината. Значи ние сме во одлична координација со општина Велес, така да за секоја активност која што ја имаат спортските друштва, ние се обраќаме исто како друштвата, така и ние до општината Велес, која нивната соработка е на многу високо ниво, така да е безпрекорна соработката и затоа можеме успешно да одговориме на сите барања, значи од спортските друштва. Ви беа ли годинава гости исто и за оној фолклорен фестивал? Така. Тоа е малку помасовно. Масовно е така. Исто и оваа година ни беа гости. Одлично поминавме, значи ние сме навистина многу задоволни. Исто голема благодарност до општина Велес повторно, по не знам по кој пат, кој што секогаш не излегува во пресред, не само нас, еве и на интернационалниот фолклорен фестивал. Организаторите, тоа си го, мислам, фестивалот беше на многу високо ниво, благодарение еве и на директорот на фолклорниот фестивал господинот Томе Јаневски и целиот организационен одбор, еве поздрав и до нив. Јас се надевам дека и понатаму и во иднина ќе си соработуваме како што тоа беше, како што тоа го правевме многу успешно и досега. Василка Ѓурчиновски, директор на општинскиот ученички дом Лазар Лазаревски, ова утро не е се уште гостин. Господио Ѓурчиновски, ви благодарам што бевте гостин на програмата на телевизија Канал 21. Ќе видите повторно овдека со сите оние настани кои ги имате во текот на годината. Наша работа е да ве следиме, а вие сето оно што сте го работили од минатите години и го повторувате во ова да биде на едно повисоко ниво и ние со радост да може да говориме, значи, за успешната работа на вашата институција. Јас ве благодарам уште еднаш на поканата и сите активности нема да бидат така како што се, доколку не сте, нели, вие со нас, секаде, во секое време и на секое место. Ви благодарам и повелете за секоја спроведена активност да бидете дел од нас и исто така патувам покана, нели, до целата јавност за сите активности, значи да биде присутна во домот. Поштовани гледачи, Василка Ѓурчиновски, директор на општинскиот ученички дом Лазар Лазаревски, ни беше гостин ова утро. Уште и се заблагодарувам за нејзиното учество, а ние одиме малку со музика.